Штрк е платформа која што е создадена од Софија и Марија и функционира речиси една година. Платформа на која што можете да најдете облека за најразлична возраст на вашите најмали дечиња, облека која што е малку користена или пак воопшто не е користена, но и секако бебешка опрема и опрема која што е потребна за целиот детски развој. Токму ова утро ве запознаваме со основачите на Штрк, Марија и Софија. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Како настана Штрк и зошто Штрк? Па вака, бидејќи се погодивме двете да бидеме во ист период мајки на две многу мали дечиња и во пикот на неспиените ноќи свативме дека не само ние, туку и многу мајки се соочуваат со истите предизвици. Така решивме да настане Штрк. Некако наеднаш и самите двете се фативме на работа и решивме преку искрени совети, преку некои смешки, преку активности да го споделиме нашето искуство со останатите родители. А исто така понатаму видовме дека има потреба кон создавање на една онлайн платформа каде што сите родители ќе можат да огласат и да купат продукти од втора рака и детски и бебешки јалишта. Како функционира Штрк и што е важно еве за кога сакаме да употребиме платформата, на кој начин може да се приклучиме кон Штрк? Вака, значи, секој може да си креира профил, а со тоа ќе креира и своја виртуелна продавница, каде што може да си продава облека и опрема за бебиња и за деца. Значи, сите знаеме колку е скапа нели облеката и опремата, а многу кратко се користи за жал. Така што така и се јави идејата кај нас. Всушност, бидејќи на Марија децата се малце поголеми од моето дете, ние цело време се менувавме со облека, па решивме зашто да не го прават тоа и други мајки и родители. Мислам, зашто да ги трупаме плакарите со облека, кога нели убаво да искористи некој друг. Што е важно за облеката и за опремата? Во каква состојба треба да бидат кога се додат на платформата? Вака, опремата и облеката која што се продава на огласникот треба сепак да биде сочувана и доколку има некаков дефект, таа истата да биде напишана, да биде кажано дека има некоја гребнатинка или некој проблем. И сепак е исто многу важно да бидат малце и родителите пореални со цените кои што ги поставуваат за продажба, бидејќи сепак станува збор за веќе користена опрема и облека. Верувам дека и тоа како е од корист оваа платформа за сите оние кои што веќе ја употребуваат и ја користат, но и еве допрва верувам дека ќе дознаат младите, новите родители за оваа платформа, која што секако има нели еколошко значење, покрај тоа што ќе имаме нели и некој финансиски бенефит. Каква е свесноста еве кај луѓето кај нас во Македонија за купување на опрема и облека еве од втора рака? Па не би рекла дека е многу на високо ниво свесноста во Македонија, но се надевам дека ние ќе направиме промена и дека нели ќе се покажат и ќе ги увидат сите нови родители, идни родители, сите бенефити од купувањето втора рака. Значи, купувањето втора рака, како што кажа, не само што придонесува еколошки, придонесува и во поддржување на заедницата. Значи, и родителите имаат многу поголем избор на квалитетни производи, по нели многу попристапни цени него ли да купат нов производ. Значи, економични се, има разновидност, има доста продукти кои се донесени од странство, кои ги нема на нашиот пазар. Нели, кои била убаво сочувани, кои била користени од некој родител и нивните деца, има убави спомени тој производ, нели, зашто да не се пренесе на некој друг. За кого е наменета еве платформата Штрк, кој може да ја користи и како да го отвориме својот кориснички профил на Штрк? Значи, платформата може да користи секој на кој што му се потребни производи, дали се тоа бебешки продукти или облека, значи секој што сака да продава и секој што сака да купува. Креирањето на профил е многу едноставно, значи само треба да се внесе мејл и пасворд. Креирањето на виртуелна продавница е комплетно бесплатно сега за сега. Се уште немаме монетизација на страната. Тоа го правиме за да ја подкренеме свесноста, затоа што сметаме дека ако би наплатиле, можеби луѓето би биле скептични
нели да продаваат втора рака и да купуваат втора рака производи. Значи имаме кратки туторијали на страната како и на нашата Инстаграм страна, каде што поставувањето на продукта стварно многу лесно. Се поставува фотографија, се дава краток опис и тоа е тоа. Продуктот е поставен, позадински можете да си ги гледате вашите нарачки, можете да си ги менаџирате продуктите, можете да комуницирате со купувачите, купувачите може да комуницираат со продавачите и треба да ја проверите. Марија, кој е досегашниот успех и која е вашата цел за војнина, односно кои се плановите за војнина со Штрк? Значи вака, за скоро неполна година ние имаме околу 40.000 посетеност на нашата онлайн платформа, каде што имаме околу 500 успешни нарачки и околу 300 огласувачи. Нашата цел е нормално зголемување на мрежата и потекнување на совеста на родителите за купување на секонд-хенд продукти. Се надевам дека ќе се исполни вашата цел и се надевам дека и со овој разговор ќе придонесеме да дојдат што е можно повеќе огласувачи па и купувачи на Штрк и да зголемиме заедно нели свесноста за тоа од какво значење е купувањето на облека и опрема од втора рака. Јас ви благодарам на одвоеното време и ви посакувам уште многу години да обстоите како Штрк и секако да си ги остварите вашите цели за војнина кои што си ги имате зацртана. Фала ви многу. Ти благодариме.